Благодарам многу, почитувани представници на медиумите. На 22.6.2025 година, уште на самиот почеток на мандатот, јавно кажавме дека хаосот со паркирањето на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје мора да добие трајно и системско решение. И тоа не само со импровизација, туку со институционален ред. И токму така, денес заедно со градоначалникот на град Скопје, господинот Орце Ѓорѓевски, овде сме да ја ставиме финалната точка на тој процес, потпишување на договорот за закуп со град Скопје, со што граѓаните ќе го добијат решението што чекаат со години. Не станува збор за една одлука донесена преку ноќ, туку испрепетено множество на сложени административни и правни чекори што мора да се поминат за решението да биде законски и одржливо. Клучната бариера ја надминавме со одлука на влада на 23.12.2025 година, со која земјиштето на паркинг просторот во клиничкиот центар Мајка Тереза се запишува во собственост на државата и се трга најголемата административна пречка што постои. Потоа, на 12.2.2026 година, ја соопштивме и втората владина одлука за давање под закуп со непосредна спогодба со град Скопје, а денес токму тој акт го преточуваме во договор. И токму овде е суштината. Како министер не дозволив ова министерство да бара скратени патеки за обиколување на законските обврски, не дозволив влегување во шеми и експерименти со јавно-приватни модели, што отварат сомнежи и го стават профитот пред јавниот интерес. Напротив, јас спроведовме целата законска поставка од почеток до крај за конечно да добиеме решение што ќе им служи на пациентите и на здравствените работници на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и не на туѓи бизнис аспекти. Станува збор за договор за давање под закуп на недвижни ствари со непосредна спогодба со град Скопје заради организирање, управување, уредување и одржување на паркиралиштата во просторот комплекс Мајка Тереза во Скопје. Град Скопје има обврска во следните 60 дена да достави акцијски план за спроведување на активностите со конкретни рокови за имплементација. Договорот е вклучен на 15 години со закупнина со висина од 10% од вкупниот остварен промет и со него возможуваме модернизација и значително зголемување на капацитетите за паркирање околу 50%. Закупецот е должен пред Советот на град Скопје да предложи ценовник за користење на паркиралишта во рамките на комплексот Мајка Тереза, со задолжително треба да опфати билети за корисници за комерцијална употреба на здравствени услуги во рамките на комплексот Мајка Тереза, пациенти со малигни заболувања и вработени во јавните здравствени установи во комплексот. Во рамките на нашите заложби за дигитализација предвидовме комплетен мониторинг на паркирањето, при што ќе биде поставен информативни табли, ќе има и посебен дигитален водеч кој ќе ги насочува граѓаните кон паркинг просторот. Исто така, како што претходно најавивме, ќе биде имплементиран и така наречениот паметен паркинг систем со интегрирани сензори на секој паркинг место за детекција на слободни места. Камери со автоматска регистрација на возила, мобилна апликација за реално време на резервации и уплати, како и поврзување со фискални систем и е-управување. Верувам дека денешното потпишување на договорот за закуп конечно ќе стави ред во паркирањето и ќе се задоволат потребите на пациентите и на вработените во комплексот Мајка Тереза во Скопје. За останатите делови од решението на овој проблем и договор му давам збор на градоначалникот Ѓорѓевски.